поставка ја спремам некаде околу година дена. Темата е копиле. Затоа што мислам дека, убеден сум дека се уште има предрасуди апропо копилиња и во негативна конотација. И на еден начин се обидувам да ја скршам таа предрасуда. Значи, тргнувам од мене самиот, пошто сум ја копиле. И ако бидам искрен спрема медија, тогаш треба да бидам искрен и спрема публиката. Значи, нема глума тука, нема превара, што би рекол. Сега, најинтересно е затоа што ова се рандом ликови, освен тој тамо, тоа сум јас. Значи, другото све се рандом ликови, значи, непознати луѓе. Или земени некои луѓе кои што не личат на нив. Меѓутоа, јас не сликав портрети, сликав емоција на портрети. Инаку мешана комбинација, има принтови, графика, има масло на платно, има масло на хартија, масло на плексиглас. Скоро година дена ја работам и мислам, многу не би сакам повеќе сликите да зборат за мене отколку јас. Црно-белите портрети на маргинализирани и заборавени деца со неми погледи, исполнети со страв и искривени од гнев, изработени во техниките масло на платно и хартија или комбинирана техника на дигитален печат, ја сочинуваат изложбата насловена "Дозволи да летне копиле" на Сокол Марковски. Овие портрети верно го одразуваат отсуството на општествена грижа и човечка емпатија, откривајќи вистината за нивното секојдневие исполнето со чувство на немоќ, социјална нееднаквост и обесправеност. Апстрактно еспресивниот третман на позадината со слоевите премази на црна и сива боја символично осликуваат суровоста во современата социопштествена реалност, додека пак белата боја на ликовите преминува во метафора на притаената надеж за подобра иднина. Со пронаоѓањето на изворот на творечка инспирација во својата интимна животна приказна и со примената на автентичен иманентен символизам, Марковски ликовно ја артикулира идејата за преобликување на општествениот поредок преку будење на свесноста и негување на емпатијата кај поединецот со цел да се надминат нееднаквостите и различностите.